Почитувани присутни, дозволете ми отпрви да ги поздравам представниците на грчката и на холандската амбасада, представниците на Европската заедница, која денеска во нивен чест на овој голем ден, во јубилеја, правиме хепелинг на градскиот площад традиционално, така да ми е чест да бидеме домашини на еден овако настан, Ден на Европа и Ден на победа на фашизмот. Почитувани присутни, граѓани на Куманово, дозволете ми да го изразам своето задоволство за овој убав датум и овој убав хепелинг, ова представа која е организирана од локалната самоуправа, сектор за култура и Европската канцеларија, инфоточка на Европската унија, која е отворена од пред неколку години и е непосредно организирана на площадот. Сакам да кажам дека на денешен ден 1945 година еден светло датум во светската историја, бидејќи тој ден е победен најголемиот непријател на човештвото, фашизмот, и од тогаш отпочнува нова ера на развојот во светскиот поредок и во светот, развој на демократијата, слободата на луѓето и онаа што се вика развој, просперитет и демократија на општеството. Во тој цел процес на победа на фашизмот се вклучи нашата држава Република Македонија, која учествуваше во конечната победа над фашизмот, и тој јубилеј традиционално го славиме секогаш на 9 мај како ден на победа на фашизмот, кога капитулира фашизмот во светските рамки. Меѓутоа, овој ден е исто значаен ден, бидејќи тој ден е подпишан договор на земјите средоземни членки кои ја основа Европската заедница, Римскиот договор, кој почна 1951 година со подпишување на Шумановиот економски план помеѓу две земји во тој период, а и сега неразвиените европски земји, Франција и Германија, кои покажа после победа над фашизмот дека после 100 годишни борби, војувања и недоразбирања помеѓу овие две земји се подпиша еден интеграцијски договор кој покажа како треба да се организираат и интегрираат земјите во Европа. Македонија, како дел од европскиот континент, после транзиција и после независност за Република Македонија, сонот на Република Македонија е интеграција во Европска унија. Македонија постојано 20 години работи на реформите и адаптациите на сите процеси, пред се законски и демократски процеси, и да со тоа се конектираме и бидеме членка од Европската унија. Остана уште многу малку време да Македонија биде дел од тоа големо европско семејство. Впрочем, тоа е заложбата на оваа гарнитура на политичари во Република Македонија, а пред се на гарнитурата која го води Куманово во изминатите 2 мандата, а благодарение на вас, граѓаните на Куманово, еве го добивме третиот мандат, што постојано во сите 3 програми кои ги истакнуваме во изминатите изборни циклуси се бориме, се залагавме за европско Куманово како дел од интегрирана Европа. И сакам да кажам, изминатите избори покажа и докажа, а тоа ми го потврди и заменикот на амбасадорот на Грција, дека Куманово е херојски град и Куманово покажа како треба да се гради едно граѓанско и цивилизирано општество. Значи, овој пример во изминатиот циклус е најдобар показ како се гради соживот, како се гради мултиетничките односи и како се гради просперитетно и европско општество Куманово и Македонија. Со голема надеж дека во изминатиот наредниот период ќе направиме се да бидеме дел од европското семејство и очекуваме најбрз период да тоа се случи. Горд сум што сум дел од оваа политичка гарнитура кој најверојатно во нареден период ќе внесе Македонија во европското семејство, ќе градиме сретно, просперитетно, европско и економско развиено општество. Да сте живи и здрави, нека ни е честит празникот, Ден на победа на фашизмот и Ден на Европа. Европа е нашата иднина, да живее Република Македонија, да живее Куманово и сите мои кумановци, оние луѓе што ја сакаат просперитет на Македонија и европско Куманово. Да сте живи и здрави.